по убиството на Џорџ Флојд во Минеаполис, односно во Минесота, се разгорија социјалните немири. Со нас во студиото Дејан Андоновиќ. Добар ден. Дејан, со оглед на тоа што по убиството Минесота најави тужба за полицијата, а во исто време се случуваат едни такви граѓански немири кои што од нешто што значеше или нешто што значи протести поради убиството на еден афроамериканец се долеа до една политичка примеса на ваквите големи немири. Меѓутоа, Трамп и Бајден, како да се препукуваат односно републиканците и демократите во овие протести, и важно е да се напомене дека вчера германската дипломатија преку Хајко Мас, министерот, потврди дека ги поддржува мирните протести во САД. Она што беа мирни, пак беа немирни, така што... Ајде од последното ќе почнеме. Германската воопшто политика на актуелната власт во Берлин е анти-Трамп ориентирана. Ќе потсетам само дека само пред 3 дена Ангела Меркел, канцеларката, го одби повикот на Доналд Трамп пред да почнат овие протести, се разбира, за учество во Г7 самитот на земјите на најразвиените, што само кажува дека не се на иста политичка релација оваа гарнитура со онаа гарнитура, значи Вашингтон и Берлин. Во моментот во САД од едни расни немери, тие прераснаа во социјални немери, како резултат на длабоките разлики во социјалните и финансиски поседување на граѓаните врз основа на долгогодишните социјални разлики кои ги има во Соединетите Американски држави. Но ми се чини дека во моментов се случува жесток судир внатре во американскиот политички естаблишмент кој сака да го смени Трамп. Тоа е целта на Трамп, ќе потсетам. Тие се во предизбори, има една предизборна реторика, ќе потсетиме на 3 ноември се изборите закажани во САД за председател. Демократите имаат голем интерес да го урнат рейтингот на Трамп, кој е веќе урнат со неговото лошо справување со коронавирусот, ова како дополнително да му дојде до пад на неговиот рейтинг. Демократите тоа сака да го искористат. Не случајно Џо Бајден излезе кандидатот на демократите за председателските избори и го обвини Трамп за дека Соединетите Американски држави ги претворил во бојно поле и дека тој, кога ќе дојде на власт, нели, ќе го се политизира. Се политизира. Од друга страна, самиот Трамп, ќе потсетам, имаше големи, он беше политички аутсайдер, има голем број на политички неистомисленици, да не кажам и политички опоненти внатре во редовите на неговата републиканска партија, кои не го сака да го гледаат како нивен председател, па оттаму и тие се обидуваат да се пресметаат со него во моментов кога сега Соединетите Американски држави, но и со поддршка на Париз, Берлин и Лондон, каде исто така има протести, се прикажува дека, повторно ќе кажам, за расни немири, но се претвараат и во социјални немири, за на крај тие да испаднат политички немири. Се работи за проект за уривање на политиката на Трамп. Тоа е сериозен политички проект, ако се земе во предвид дека Трамп е председател на САД, а САД се уште лидери во светот, па со дестабилизирањето на неговата политичка позиција може да дојде до дестабилизирање, политичко дестабилизирање во светот. Расните немири прерасна, ќе кажам, првим во социјални, па потоа и во политички. Во меѓувреме мора да се потсети само дека самиот Трамп имаше проблеми внатре. Пред се ќе потсетам дека Минесота и нивниот гувернер е од редовите на Демократската партија, што дополнително дојде до судир, каде што Трамп бараше од гувернерите на сојузните држави каде што има протести, значи во 29 сојузни држави во моментов, има и распоредена национална гарда, тие бара поенергична реакција на полицијата, тие тоа нели во духот на предизборната реторика го прикажа дека е непотребно да се прават одредени насилства, иако Трамп не повика на насилства, сигурно дека не повикал, што дополнително се политизира. Она што и ти самиот го кажа во своето воведно излагање, гувернерот на Минесота сега одедношка сака да ја тужи полицијата за
онаа полиција која он ја управува на некој начин, што има сојузниот председател со директна команда на полицијата, сигурно не им наредил на полицајците да задушуваат афроамериканци. Повторно велам, се политизира состојбата и мислам дека ситуацијата ќе ескалира како што ќе се наближува датумот на изборите, тоа е 3 ноември. И она како една реченица што би сакал да кажам, ми се чини дека американските мокници кои ги правеа оние револуции низ светот, како што беше во Украина, во Сирија, во Либија, оние така наречени обоени револуции или шарени револуции, очигледно одлучија тие да ги префрлат сега на американска, на домашен терен, на американски терен, каде што ќе се справат со, повторно ќе кажам, судирот помеѓу елитите политички и со естаблишментот на САД, за да се смени досегашната политика и да се фати некој нов политички курс. Ке видиме како сето тоа ќе излезе. Во секој случај Трамп се закануваше дека ќе ангажира војската, за сега не ангажира, но се уште очекува од националната гарда да преземе по радикални мерки да ги спречи овие насилства. Ке видиме, 8 дена траја таму насилствата, малце е подсмирено, но по друга страна излегува нови протести во Париз, во Берлин и Лондон, кои ги поддржуваат оние граѓански немири за кои, повторно ќе кажам, се недефинирани. Почнаа како расни, прераснаа во социјални, за на крај сето тоа да има еден политички шмек. Ова е еден аспект на она што значи избиднување во САД и немирите во Америка, твојата анализа. Меѓутоа ќе одземеме една минута од вестите за кратко само да проанализираме што се случува во моментов во Косово. Па таму Клучен ден. Да. Косовското собрание денеска треба да го изгласа новиот владин кабинет на премиерот, односно мандатарот Абдула Хоти, човекот кој е од второрангираната партија Демократска партија на Косово, која беше во коалиција со претходната влада на Албин Курти од самоопределување и која влада падна поради противењето на Курти да се на преговарачка маса со Белград. Тој дури воведе таксите ги прошири за српските производи, барајки сите производи кои доаѓаат на Косово од страна на Србија да пишува Република Косово, што е неприфатливо за Белград. Значи, по предлог на председателот Хашим Тачи, Абдула Хоти денеска треба да ја формира новата влада без учество на прворангираната партија на лидерот на самоопределување и поранешен премиер Албин Курти. Се ниша ли со тоа владата на Хоти или не? Па според сигналите кои ги добиваат од меѓународната заедница или во превод од американската администрација, која по секоја цена сака да ја постави новата влада на Косово, бидејќи Албин Курти ги одбиваше оние барања на американската администрација, сега се поставува Хоти, ќе се чека исходот од изборите на 21 јуни во Србија, каде што веројатно ќе победи партијата на актуелниот председател Вучич и веројатно ќе се спроведе она шпекулативно сценарио да ги седне Белград и Приштина на преговарачка маса и тие да го договорат конечниот статус на Косово со така наречениот американски план за демаркација на границите, нешто што беше неприфатливо за Албин Курти, претходниот премиер на Косово, и поради што се шпекулира дека и го изгуби мнозинството во парламентот и падна неговата влада. Дејан Андоновиќ и редовните анализи за случувањата во надворот Македонија. Дејан, ти благодарам за овој сегмент.